Пороен дожд и големо невреме го погоди Прилеп вчера попладнето, при што за околу час и половина наврнаа 16 литри на метар квадратен. Ваков дожд се нема одамна случајно во градот. Поради тоа поплавени беа голем дел од улиците, а најлошо помина населбата Тризла каде се излија Дабничка река и поплави дел од куќите покрај речното корито. Водата навлези во подрумот на џамијата во оваа населба. Според едни од жителите, тука поплави настануваат поради тоа што населението ѓубрето го фрла во речното корито и настанува прелевање на самата река, а за други пак виновна била несоодветната канализациона мрежа. Канализација немаме добра во Тризла, во Прилеп. Треба да се поправи да нема вакви поплави. Најмногу има во Тризла поплави. Овде кој ќе фати и дожд, и мал дожд да е вака се течи вода нон-стоп, канализацијата излага, значи нечистоти, газда децава. Има, не отидоа да чистат приватни луѓе, ја чиста реката. А кој фрла ѓубре? Ами самите си фрла. Џамијата беше мал дел навлезен во подрумот, заради тоа што подрумот нема канализација, па мора да ја изфрламе со пумпа, заради тоа што сме премногу ниски. Екипите на јавните предпријатија Водовод и Комуналец, како и противпожарната служба, цела вечер помагале во расчистувањето од поплавата. Според директорот на Прилепски водовод, поплавата настанала бидејќи канализационата мрежа не била проектирана за толку кратко време да прими толкови големи количини на вода колку што наврнале во тој момент, но вина имало и самото население кое што ѓубрето го фрлало дури во канализациониот систем. Оваа количина што наврна во рок од 2 часа беше преголема за оваа предвидена атмосферска канализација да ја прими оваа количина на вода. За жал мораме да кажеме дека хигиената во ова градско подрачје е малце на пониско ниво. Јавното комунално предпријатие Комуналец е ностоп на терен, го чисти овој реон, но едноставно малце треба и мештаните да ни помогнат во оваа ситуација. Многу отпад да не се фрла по улиците во канализацијата. Екипите на Прилепски водовод и Комуналец преку целиот ден ги расчистуваа наносите со ѓубре и кал по улиците и затнатата канализација.